Почитувани граѓани, почитувани новинари, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев, преку одговорни и навремени економски политики се справува со последиците од коронавирусот и отвара можности за рестарт на македонската економија. Показател за тоа е и растот на просечната плата, кој во ноември 2020 година во услови на светска рецесија и пандемија е зголемена за 7% во однос на ноември 2019 година. И во услови на здравствена и економска криза не запре и покачувањето на пензиите. Пензиите не се намалени, ниту се замрзнати, туку тие со јануарското законско усогласување се зголемени за 1,2%. Паралелно, продолжува и помошта и поддршката за економијата и спасот на работните места. Преку кредитната линија COVID-3 досега одобрени се бескаматни кредити за 1276 кредитни барања од компании кои вработуваат 9450 лица во вкупен износ од 14,7 милиони евра. Станува збор за 715 мали компании, 475 микрокомпании, 67 трговци поединци и 19 занаетчии. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку 4 пакети економски мерки вредни над 1 милиарда евра, спаси стотици илјади работни места и помогна на десетици илјади компании. Во финална фаза е и 5-тиот пакет мерки наменет за поддршка на граѓаните и на компаниите. Доказ за успешноста на оваа помош е и податокот што не само што нема намалување, туку постои и благ раст на бројот на работни места во технолошко-индустриските развојни зони. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна државотворна партија, останува силно посветена на спас на секое работно место, на помош и поддршка на секој граѓанин, на секое семејство. Со одговорни економски политики преземаме крупни чекори за рестарт на македонската економија и враќање на претходните стапки на раст. Ви благодарам.